Кога може да се очекува на дневен ред да се стави точката околу законот за употреба на јазиците? Ќе се одржи на 19 јуни. Ништо страшно нема да се деси. Еве балансерот го укинавме, се деси ли нешто страшно? Можно ли е да дојде до крах на безбедносниот сектор? И тоа како е можно? Доколку собранието не постапи во согласно со нашите правни стојалишти, ние немаме избор. Ние мораме да интервенираме во тој закон. Но последиците, ако настапат, не дај Боже, тогаш ние не сносиме никаква одговорност. Верувам дека и од Европска унија притисокот ќе биде поголем после локалните избори, за навистина да направиме нешто. Тоа нешто се уставните измени. Објективно мислам дека место во владата за двата политички блока од вреди веќе нема. Значи, или едните, или таравари треба да ја напуштат владината коалиција. Ние си ги избркавме нашите домашни квалификувани кадри. Она што се случуваше во минатото и зашто сите си замина е поради ниските плати. Македонскиот систем на заштита на правата и слободите се на стаклени носе. Судството е комплетно маргинализирано. Обвинителството инертно, но и нивни логистички делови како МВР, антикорупцијска, инспекции, се без доверба кај граѓаните. Неделава се соочивме и со критики за забавноста на Уставниот суд, гарантот на законитоста и уставноста. Незиниот претседател оцени дека Уставниот суд е инертен во сопственото информирање и потребата од реформирање. Се таложат дамките врз институциите, една врз една. Добре ден за Дарко Костадиновски, претседател на Уставниот суд. Добре ве најдов. Господин Костадиновски, се таложат дамките врз институциите една врз една, дали Уставниот суд како гарант на уставноста и законитоста се препознава во нефункционалноста на системот? Обштествената реалност, што јас често ја викам уставна стварност, на сите ни е добро позната. Историски најниска доверба во целокупниот државен апарат. Значи во целокупниот, не можеме еден сегмент да го издвоиме, да речеме судството само е. Не, тука се и останатите власти. За да дојдеме до ова ниво на историска недоверба, не може само една власт да е причинител. И кога веќе тоа го констатирам не само јас, него и објективните и сите јавни мерења на мислења, илузорно е да си ги вперуваме прстите и да кажуваме кој е крив, кој не. Секој еден од нас, сите власти, вклучително и Уставниот суд. Јас бев исклучително самокритичен. Значи, збориме за период од 34 години. Од основањето на судот до сега. И клучното прашање, дали Уставниот суд ја постигнал, ги исполнил очекувањата што граѓаните ги имале. Таа дилема ја отварам во мојата прва научна книга посветена на лојалност на Уставот, каде што се занимавам со интерпретација на намерата на нашиот уставотворец. Кога веќе ја отворивме темата дали ни е потребен закон за Уставен суд. Да, мојот став е дека ни е потребен. Има три можни опции. Првата опција е дали намерата на уставотворецот со тоа што предвидел дека во членот 113 од Уставот дека Уставниот суд начинот на работа и постапката е уредува со акт суд на судот без да предвиди уставен основ за закон, можеби неговата намера била, познавајќи ја нашиот менталитет, недостатокот на демократски традиции, можеби намерата на уставотворецот била Уставниот суд да биде отпорен на законска регулација, да биде само регулатор. Со акт на судот да регулира и постапката, и правното дејство на одлуките, и статусот на суди, сите прашања, значи да ги доконкретизира тие 6 уставни члена кои се правната рамка за функционирањето на Уставниот суд. Но дел од упатените и критичарите велат дали е подобро да се оди прво на промена на Уставот, па потоа закон за Уставниот суд. Не, да објаснам, значи првата предпоставена намера, зашто нашата улога е да ја толкуваме намерата на нашиот уставотворец. Значи првото е веројатно намерно оставил да нема можност за законска дорегулација. Втората можност е
Втората можност е дали уставотворецот не оставил можност времето да даде одговор на ова прашање. Времето да даде одговор. И сега ако се свртиме 34 години од Уставот, мојот одговор да, времето налага, односно одговорот на таа празнина, дали била намерна, дали била ненамерна, зашто ако била ненамерна грешката, законодавецот, кој во исто време и уставотворец, имал 34 години да ја коригира. Но никој ништо не направил. Сега, за мене најприфатливо е дека во сушност уставотворецот оставил доволно време да видиме дали ни е потребен закон за уставен суд. И мојот одговор е да, потребен ни е. Зашто? Со закон за уставен суд ќе се, и то не било каков закон. Значи во право сте што експертите кажуваат. Прво треба да се смени уставот, да се дополни со уставен основ за двотретински закон. Значи не било каков закон. Зашто нема друг начин да ни се гарантира самостојност и независност. Две се опциите. Или да се измени уставот и да се даде уставен основ за двотретински закон, или да законодавецот донесе уставен закон. И двата се со двотретинско мнозинство. Што би биле бенефитите од закон за уставен суд? Најголемите критики што доаѓаат во уставното судство изминативе 34 години. Прво, може да се објективизира и да се конкретизира терминот истакнат правник. Тоа не е невозможно, може да се направи. Со тоа ќе знаеме кој се може да биде уставен судија. Второ, начинот на избор на судиите. Јас сум еден од приврзаниците, и тоа јавно го кажувам, и како приоритет го имам поставено, вклучително и во понеделникот јавно го кажав. Јас сум еден од приврзаниците кој се залага за седниците на Уставниот суд да се пренесуваат во живо на телевизија. Зашто? Нема друг начин да ја вратиме довербата на граѓаните во Уставниот суд. Освен сите да имаат можност, сите граѓани да видат кои им се нивни уставни судии, каква е нивната правна филозофија, како правно резонираат и како постапуваат. Ако е тоа така, според моето видување, тогаш ќе треба да се коригира и начинот на избор на уставните судии. Не е лош примерот од Државната комисија за спречување на корупцијата. Сега како се поставени работите, граѓаните се лишени од тоа да знаат кои се нивните уставни судии. Начинот на избор е не многу транспарентен, скромно транспарентен да го наречам. 2 предлога од председателот, 5 предлога од комисијата за избор и именување на 2 предлога од судскиот совет, иде на собраниска седница, се бираат, даваат свечена изјава, завршува процес. Господин Костадиновски, ве молам, се памети вашата ТВ реакција дека не можам, цитирам, прво да бидам македонец, а потоа судија. Ако се следи овој наратив, кога може да се очекува на дневен ред да се стави точката околу законот за употреба на јазиците, кој создаде голема брева во јавноста и помалку политички и етнички тензии? Денеска можам да потврдам, бидејќи подготвителната седница веќе беше закажана, но поради трагедијата во Кочани моравме да ја одложиме. Конечно, во текот на вчерашниот ден ги добив потврдите од сите, ќе се одржи на 19 јуни. Но, да се вратам на вашата констатација, точно е. Но непотребно се создаде толку голема фама со давање на етнички димензии, политички димензии на постапувањето на судот. Повеќе пати имам кажано. Сакам да потврдам уште еднаш. Не сакам да се надпреварувам во давањето изјави и во демантирањето со политичките фактори. Постојат теми во нашето општество што се неподобни за политичка експлоатација. Такви се меѓуетничките односи. Меѓуетничките односи се многу важни за општество какво што е македонското. Но моја длабоко уверување е дека ние во овој
стадиум на развој на нашето општество немаме проблем во меѓуетничките односи. Имаме друг тип на проблем. Злоупотреба на меѓуетничките односи за политички цели. Ете тоа го сведочевме целиот изминат период и по постапувањето за балансерот и по законот за јазиците. Ние имаме една понасушна потреба. Јас се согласувам дека меѓуетничките односи се еден од столбовите за стабилноста на нашата држава. Но во овој момент, моје лично убедување дека има еден уште поважен темел за стабилноста на нашата држава. Тоа е владењето на правото. Реална и вистинска, не лажна и не деклараторна. Вие во една прилика велите, ги имаме земено во предвид сите можни сценарија во контекст на носењето на измените на законот за употреба на јазиците. Се донесе, односно се укина балансерот, се најави носење на нов закон за правична застапеност при вработување. Се уште немаме нов закон. Сметате ли дека во овие кревки меѓуетнички односи, кревка политичка состојба, носењето или седницата на законот за употреба на јазиците може дополнително да ги зоврие страстите? Не, ова е антитеза на мојата теза. Значи, јас тврдам, тоа е моје лично мислење, немаме проблем со меѓуетничките односи денес. Имаме проблем со злоупотреба на чувствата на граѓаните и со злоупотреба на меѓуетничките односи во политички цели, себични. Ние реално немаме. Ние имаме многу поголем проблем во државата. А тоа е реалната состојба со владењето на правото. На што се темели историската недоверба во институциите на системот? На недостатокот на владење на право. А што е владењето на правото? Тоа е состојба на уставност. А состојбата на уставност која штити? Уставниот суд. Затоа на нашето постапување никој, ама баш никој не треба да стравува, не треба да трепери општеството каква одлука ќе донесе. И еве не сакам да полемизирам со политичките фактори. Политичката култура ми е добро позната. Нема да го сменам тоа нешто, но сакам да се образам до граѓаните и континуирано тоа го правам, да си бидат спокојни. Ништо страшно нема да се деси. Еве балансерот го укинавме, се деси ли нешто страшно? Не се деси ништо страшно. Законот за јазиците, ни едно право што секој еден граѓанин го ужива по нашиот устав нема да бидеускратено. Напротив, граѓаните можат да бидат срекни со постапувањето на Уставниот суд. Зашто? Затоа што нашите наоди, нашите правни стојалишта за било кој закон ќе го натераат законодавецот да направи подобар закон од тој што го направиле. Значи, граѓаните можат да очекуваат подобар закон за употреба на јазиците, не полош, али во рамките на Уставот. Тоа е нашата работа. Дали дефинитивно е фиксиран датумот? Да, меѓутоа тоа е датум за подготвителната седница. После подготвителната седница, суштината е, ние како суди утврдивме неколку 5 или 6 спорни правни прашања. За тие спорни правни прашања ние сакаме да ја консултираме и струката, и науката, и меѓународните, например Венецијанската комисија ќе дојде да го образложи пријателскиот совет, кој веќе е подготвен. Судија од Европскиот суд за човекови права, експерт за малцинските права ќе дојде да ни образложи кои се меѓународните стандарди, кои се европските стандарди за користењето на јазичните права. Нашите експерти по уставно право, по меѓународно право, по човекови права ќе ги слушнеме. Значи и ние како суди имаме некогаш потреба да слушнеме што вика и струката и науката и кои се меѓународните стандарди. Одлуката за тој предмет би била лош е тајмингот да не се десеше трагедијата, во Кочани. Таа подготвителна седница ќе беше веќе завршена и за во јуни негде ќе се природно би дошло носењето на одлуката. Но сега ние во јуни на 19 ќе ја организираме подготвителната седница. По таа ќе ни требаат месец и пол, 2, за да се подготви нов реферат, за да се сублимираат сите
мислење на сите учесници, Што значи дека законот со изборите. на дневен ред би било септември? Не, и сега и тука за мене лично се поставува дилемата, тоа ќе биде веројатно пред избори или веќе избори е. Не знам за кога ќе бидат распишани изборите, така да пореални се шансите и пообјективно би било, затоа што ние за самата седница кога беше видовме тешки политички манипулации, политизација, етнизација на тешки критики за Уставниот суд, како не се не нарека параполитички орган, етничко надгласување, моноетничко надгласување, ние сме свесни за чувствителноста на предметот. Сега проблемот што во тој период ние не сакаме нити да даваме, нити да земаме аргументи за политички пресметки на никого. Затоа им кажувам на граѓаните да си бидат спокојни. Постапувањето на Уставниот суд не е насочено против никого. Само да ја врати состојбата на уставност. Нити земаме, нити даваме права. Уставот ги дава правата. Ниедно право нема да биде ускратено. Да се бидат спокојни и да не бидат подложни на политички манипулации, какви што видовме изминатиот период. Моја проценка е дека конечната одлука ќе биде донесена сигурно после изборите. Дали Уставниот суд ги следи само нормативните решенија или се проценува и духот на времето и решенијата што се претворени во норми? Не, апсолутно, значи да немате дилема. Тоа е тоа што во теоријата е познато како жив конституционализам. Значи, ниеден устав не дава одговор на сите прашања. Сите устави имаат уставни празнини, кои се пополнуваат со толкување. Еве да тргнеме од нашите темелни вредности. Но нашиот устав има темелни вредности, такви се владењето на правото, поделбата на власта, хуманизмот, социјалната правда, солидарноста. Наша работа е со интерпретации, со толкување, да им дадеме смисла, содржина на сите тие темелни вредности. Вклучително и нормите. Кога уставните судови оценуваат уставност на било кој пропис, они не можат да се абстрахираат од времето кое живеат. Значи, самите уставни норми се дадени генерално и широко за да можат да еволуираат. Значи не може се да се развива технологијата, здравството, во сите аспекти човештвото да напредува, а да стагнира само во правото. Еве во нашиот случај, правото да застане во 91 година. А замислете, има устави по 100 години стави, по 200 години. Не може времето да застане пред 34 години. Како вие ги доживувате коментарите дека Уставниот суд е тромав, кога се предлага судија, известител до донесување на одлука со која се поништува или укинува некоја одредба од законите? И точно е. Дали тоа свесно се одговлекува тој процес? Не, имало и такви работи. Јас сум прилично самокритичен. Значи јас ако не Добро, вие долго време сте дел од Уставниот суд. Да, и не само сега. Значи, мене секогаш ми сметале оние квалификации, овој состав на Уставниот суд бил еминентен, овој бил понееминентен, овој не. Не. Па такви квалификации господине Костадиновски даде и председателката Сијановска за време на седницата, односно состанокот за Законот за Уставен суд. Точно е. И ја и претходно имам кажано. Еве, ајде да го земеме, зашто многу често викаат првиот состав бил најеминентен, зашто таму се угледни професори, вклучително и мои професори. Дали е доволно статусот професор да го прави Уставниот суд угледен или неугледен, компарирано со другите? Еве, ајде да го споредиме со сегашниот. Еве, јас ви тврдам дека сегашниот состав на Уставниот суд е далеку пореволуционерен од првиот најугледен состав. И ќе ви кажам зашто. Заран моите колеги во првиот состав не ги виделе слабостите на деловникот што самите го донеле. Манипулативен, подобен за политички инфилтрации, токму на темата на која вие ми кажувате. Без рокови, може судија известител да држи предмет 9 години, председател на суд може 3 години додека му е мандатот примен, предмет да не го изнесе на седница на судот. Еве сега ќе ви кажам што е разликата меѓу тој кој сите го викаат за најеминентен состав го квалификуваат
првиот состав на Уставниот суд, компарирано со овој. Новиот акт на судот ги адресира сите слабости на Уставниот суд. Нема веќе чување на предмети од судија известител. 6 месеци има да го сработи предметот и да го достави до председателот на судот. Ако не го направи тоа, судот му го одзема правото. Председателот на судот одземено му е правото да биде манипулативен 3 години да го чува предметот додека му е него мандатот. Ако за 1 месец не го извадам предметот на седница, судот може да ми го одземе правото. Зар тоа не е една револуционерна промена? И тоа не е најбитната, имаме уште побитни. Еве, например, можеме, за да не доведеме во опасност, да не создадеме правен вакуум, да не наштетиме на остварувањето на правата на граѓаните. Ние донесовме во новиот акт можност Уставниот суд да поведе постапка и да не донесе одлука, него да му даде рок не подолго од 6 месеци на собранието да ги коригира грешките за кои Уставниот суд изразил сомнеш. Зар тие мои колеги не ги виделе тие слабости во деловникот? И не се само овие, ќе ни треба цела една емисија да ви ги кажам сите измени што се направени со деловникот. Овој состав на судот го направи. Затоа кога зборат било кој експерт, ама било кој да е, еминентен, не само по статус, по завршена работа. Да видиме што сработиле. Дали ја обезбедиле независноста и самостојноста на Уставниот суд? Дали обезбедиле закон за Уставен суд? Ништо не направиле. Еве, јас ќе ви кажам, уживале во комфортноста на функцијата. Ете, тоа е моето мислење. И може да бидам критикуван за ова, но кога збориме за нешто, треба да збориме со факти. Што оставиле зад себе? Дали оставиле подобар Уставен суд? Дали успеале да донесат закон? Не случајно ја отворивме дебатата за закон за Уставен суд. Еве ви кажувам, имаме потреба од закон. Правната рамка е скромна, недоволна. И опасност е, еве на граѓаните да им појаснам. Ако намерата на уставотворецот била ние да бидеме само регулатори, и ја реферирав на една изјава на председателката на државата, и она е во право, во модерните конституционалистички држави, граѓаните стравуваат од хиперактивен Уставен суд, зашто може да биде опасност за демократијата. Само кај нас граѓаните бараат поактивен Уставен суд. И јас се согласувам со таа теза. Но ајде да ја видиме обратната теза. Замислете хиперактивен Уставен суд во околности на саморегулација, Добро. што би прешло во судократија, дали не би представувало опасност за демократијата? И те како? Зашто огромни се надлежностите на Уставниот суд. Ние можеме во секој момент да блокираме волјата на демократски избраните представници на народот во парламентот, ако преидеме во судократија. Следите три гости во емисијата Дарко Костадиновски, председател на Уставниот суд. Господин Костадиновски, можно ли е да дојде до крах на безбедносниот сектор, имајќи во предвид дека помина 6 месеци од како Македонското собрание не излезе во пресред во однос на Законот за електронски комуникации? И тоа како е можно? Затоа што свесни сме, не само јас, целиот судиски состав беше свесен, зашто ние кога ги носиме одлуките секако дека ги цениме сите околности. И не случајно тоа беше фактички и првиот пример во кој ја применивме новата алатка на судот. Претходно, пред 1 септември 2024, судот немаше таква можност. Можеше да поведе постапка, што во овој случај сигурно ќе ја поведеше, и по 2 или 3 недели, 4 недели да ги укине или да ги поништи тие одредби. Со што ќе се создадеше сериозен вакуум. Значи, станува збор за тема која допира до прашање на националната безбедност. Секоја држава се соочува со разни предизвици од различен карактер и тие податоци, така наречени метаподатоци, секако се многу важни за нашите безбедносни служби. Замислете, ние ако ги донесовме одлука, а парламентот не постапеше да ја пополни таа правна празнина. Секако безбедносните служби ќе беа лишени од сериозни информации битни за спречување терористички дела, сериозни облици на тежок организиран криминал, било што.
Во комуникација сум со спикерот на парламентот Гаши, јас очекувам многу брзо да добијам одговор, најавен ми е одговор, во која фаза е собранието, зашто ние му одредивме рок од 6 месеци, да, пред недела 2 поминаа тие 6 месеци. Ние не би сакале и не случајно во неколку наврати јавно имам кажано. Доколку собранието не постапи во согласно со нашите правни стојалишти, ние немаме избор. Ние мораме да интервенираме во тој закон. Но последиците, ако настапат, не дај Боже, тогаш ние не сносиме никаква одговорност. Собранието имал доволно временски период да се усогласи со нашите стојалишта. А може да настапи. Што станува со изборниот законник? Се чини дека постојат одредени резерви. Постои ли опасност да се соочиме со некаков проблем, имајќи во предвид дека ни следуваат и локални избори? За изборниот закон денеска не се донесе одлуката, се поделија, имавме одсутен судија. Очекувам на седницата на 14 мај да се донесе конечната одлука. Ние изразивме... Ќе бидат запазени роковите? Кои рокови? Во однос на изборниот законник, тоа што се разговара. Мислите дали собранието ќе Да. треба да... Па видите, ако не можам да ја предвидам одлуката на судот, денеска се поделија гласовите, немаше мнозинство, ако Уставниот суд ги укине, тоа ќе настапи правна празнина. Ќе треба законодавецот веднаш да интервенира, имајќи предвид дека ни следат избори. Значи, повторно топката е во рацете на законодавецот. Ние не треба да му кажуваме на него што да правиме, ние само постапуваме. Сега, дали рокот, што е, ја колку што знам, сите препораки на ОПСС во последните 6 месеци да не се прават измени во изборниот законник, нашиот законодавец не се придржувал ни до тоа правило, кога ги донело вие оспорени. А сега, ако дојде до укинувачка одлука, немаат што да прават. Значи, тоа е одлука на Уставен суд и тогаш ќе мора да интервенираат со цел да не го стеснат политичкиот плурализам. Бидејќи ние кога поведовме постапка за сомнеж за уставноста на тие два члена од изборниот законник, тие беа клучните аргументи. Дека се стеснува плурализмот, а политичкиот плурализам е темелна вредност. Докаде е делот околу хачките случаи? Предметот се постапува, таму се појавуваат одредени дилеми во поглед на пристапот до класифицирани податоци. Јас се уште не е предаден кај мене како судија, се уште е во рокот, дозволениот рок за уставно судска постапка, во оној момент кога ќе ми биде доставен мене како председател на суд, ќе биде изнесен на седница. Кога ќе биде тоа не можам да предвидам. Се уште лепди одговорот на прашањето околу иницијативата на обвинителката Ленче Ристовска. Докаде е таа постапка? Ние сме пред конечна одлука, денеска имавме одсутен судија, до токму тој е судија известител и тој предмет ќе биде ставен на седницата на 14 мај, бидејќи кој е одсутен судијата известител, ние не можеме да постапуваме во оваа фаза. Иначе сме пред одлука. Господин Константиновски, на крајот бевте советник на тројца председатели: Борис Трајковски, Бранко Цренковски, Георги Иванов. Ви тежи ореолот дека сепак сте биле под политичко влијание, дека сте биле сепак политички активен, а сега сте начело на Уставниот суд. Во една прилика ја гледав професорката и ваша членка и судија во Уставниот суд Ана Павловска-Данева, која вели не може да негираме дека сме дел од нас сме бирани со политичко влијание и со политичка одлука. Видете, политичка одлука е да ве номинираат. Политичка одлука е изборот затоа што бираат во парламент. Јас служев за тројца председатели и воопшто не ми тежи ореолот, зашто ја никогаш не сум бил член на ниедна политичка партија. Јас сум постапувал стручно. Значи, моја работа било не да се занимавам со политика во онаа смисла на зборот. Политика. И покрај тоа што ние сите сме политички суштества, ние сме зоон политикон. Сите, секој човек е политичко битие.
Но мојата предност е што сум работел за тројца председатели со различни политички провиниенции. Тоа е мојата предност, не е мојот хендикеп. А ја не сум бил политичар. Јас сум бил таму да давам стручни и експертски совети од областа на меѓународното право, од областа на дипломатијата, така да воопшто не ми тежи тој ореол. Видете, јас не случајно сите, ја напишав веќе 4 книги, на ред е 5-та книга, сите го носат насловот лојалност кон уставот. Неколку пати имам повторено. И многу луѓе ме сметаат за терсене. За терсене не во негативна смисла на зборот, него терсене е што ја не слушам никого. Не правам компромиси со никого. Нема политички компромиси со никого. Лојален сум само на уставот и никому друг. Ви благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и на вас. Дека сме ги спуштиле работите како контрола е многу евидентно и тоа е од многу одамна. И за жал, веројатно, дури тука делом на Европската унија кривам, бидејќи со тоа што, мислам, сепак ние сме главните крици и луѓето што ја воделе државата. Овие политичките противници закоравени до крај и после станува политички партнери, Тачи, Ахмети, Зијанин Села и ред други кои што не штедеа зборови за да кажуваат еден за друг и одеднаш пред албанската јавност се појавува како нов формат.